председателе, морам да реагирам процедурално, затоа што вака така на сила на мускули ја дотеравте точката до фаза на гласање. Иако имавме забелешки на самата комисија за начинот на кој што се изготви извештајот на незавршена комисијска расправа, нешто што требаше да трае до изборот и на третиот кандидат, нешто што се случи прв пат и е преседан за работењето на комисиите на незавршена точка да се изгласа извештај, нешто за што како ВМРО ДПМН поднесовме, како пратеничка група на ВМРО ДПМН и коалицијата, поднесовме интерпелација за работата на председателката, свесна дека го крши деловникот и процедурите за работа, нешто за што вие сте свесни дека кршите деловник и процедури за работа, меѓутоа, она што за вас представува коалицијска и партиска задача, мора да го завршите. Жалам што Уставниот суд на Република Македонија, кој што е орган на Републиката, кој што ја штити уставноста и законитоста, што со ваквата постапка помагате да се урниса правниот поредок и довербата во правниот поредок во државата. Жалам што не можевте да излезете од теснопартиските стеги и жалам што на дело Уставниот суд му залепивте етикета партизирана институција. Жалам што имавте можност да изберете вистински професионалци со завидно професионално искуство, кои што ќе дадеа нова димензија на работата и довербата во Уставниот суд од граѓаните, но вие се сведовте на изборот од партијата и она што ќе ви биде кажано да го направите. Ваквиот Уставен суд, ваквите процедури, нема да ги гласаме и нема да присуствуваме, и причина поради која што ќе го напуштиме денешното гласање и сите оние гласања на кои што не сакаме да ви дадеме легитимитет и легитимност, се исто така она што мораме да го порачаме. ВМРО ДПМН и коалицијата нема да присуствува на давање на легитимност на нешто што успеавте да го направите на начин недоследен и недостоен за работата на собранието, со кршење на деловникот и Уставот. Уште еднаш ќе потенцирам, жалам што успеавте и Уставниот суд да го направите партиска институција и изборот да го сведете на начин на кој што ќе го направите сега. ВМРО ДПМН и коалицијата ќе ја напушти седницата и нема да присуствува на овој срамен чин за државата. Благодарам.